дојдовте од вториот по големина град во Македонија на соочувањето на кандидатите за градоначалници на Битола. Кои се предизвиците пред нив? Битола, градот кој ги влече корените од античката Хераклеа, градот на конзулите, кој својот полн сјај го доживеа на почетокот на минатиот век. Сместен во Пелагониската котлина под планината Пелистер, Битола е вториот најголем град во Македонија, со околу 90.000 жители. Уште на самиот влез, кај населбата Бајре, депонијата од двете страни на магистралниот пат, која со години не е расчистена. Таа дава најдобра слика во каква состојба денеска се наоѓа некогашниот град на конзулите. Чистиот воздух кој доаѓа од Пелистер и Баба Планина веќе е минато, бидејќи Битола е меѓу 10 најзагадени градови во Европа. Тоа се должи на сообраќајниот метеж, немањето топлификацијски систем и на рек Битола, широк сокак, офицерскиот дом, салата Младост и стадионот Тумбекафе. Тоа се символите на овој град. Дуќаните на корзото се затвараат, офицерскиот дом се распаѓа, исто како и салата Младост, а реновирањето на стадионот никако да заврши. Спортот во Битола, кој некогаш го диктираше темпото во Македонија, е во клиничка смрт. Битолчани ја чекаат гасификацијата, ја чекаат топлификацијата, ги чекаат подземните гаражи, го чекаат железничкото поврзување со Грција, а во меѓувреме младите заминуваат во Скопје или во странство, како нивните предци. Решенијата за овие проблеми ги нудат четворицата кандидати за градоначалници: Зоран Илиевски од ВМРО ДПМНЕ, Наташа Петровска од СДСМ и независните кандидати Јорго Огненовски и Кирчо Ташков. За сето ова дебатираме во продолжение, а кандидатите за градоначалници одговараат на вашите прашања. Останете со нас. Почнуваме за кратко. На 9 дена пред завршувањето на изборната кампања, добре дојдовте во Домот на културата во Битола, каде вечерва своите ставови за подобра визија и подобар напредок на вториот по големина град во Македонија. За прв пат во овие таунхол дебати на топ тема на ваша страна ќе ги соочат сите номинирани кандидати, а Битола ги има четворица. Како што кажуваме и повторуваме и предходно, не без причина доаѓаме во градовите, бидејќи целта на овие наши дебати е да ги соочиме кандидатите за градоначалници со вашите прашања. И вечерва во Битола главниот збор ќе го има публиката присутна овдека во Домот на културата. Прашањата доаѓаат од граѓанскиот сектор, од моите колеги, новинари кои што најдобро ги знаат проблемите и маките на битолчани и секогаш ги гонат локалните власти трагајќи по одговори и решенија. Секако и сите кандидати беа поканети да донесат и своја публика, која ќе има право да постави прашања, но до кандидатите од спротивниот табор, односно до против кандидатите, а не до својот кандидат. Со правилата ќе се запознаваме и во текот на дебатата, како што ќе тече незиниот тек. Она што на почетокот сакам да ја замолам присутната публика срдечно и да и се заблагодарам за огромното присуство вечерва, но да ги замолам во текот на дебатата да се обидат да бидат што е можно потивки, без овации, скандирања или, не дај Боже, свиркања на некој од кандидатите, за да задржиме дел од демократската атмосфера. Но затоа ќе ги замолам за аплауз во овој момент, кога на сцена ќе ги поканам дел од кандидатите. Господин Зоран Илиевски, кандидат од коалицијата на ВМРО ДПМНЕ, повелете. Благодарам за присуството и повелете. Господја Наташа Петровска, кандидат на коалицијата предводена од СДСМ. Господин Јорго Огненовски, независен кандидат. Добре дојде и за вас.
и господин Кирчо Ташков, исто така независен кандидат. Добре дојдовте, повелете вашето. И почитувани, како што најавив на почетокот, дебатата ја отвараме со едно прашање подготвено од продуцентскиот тим на топ тема на ваша страна. Во овој серијал секој од вас, почитувани кандидати, има време од 1,5 минута за одговор, 45 секунди за реплика и 30 секунди за контрареплика доколку ги има. Понатаму кога ќе дојдат прашањата од моите колеги, правилата малку ќе се сменат, ќе ги скратиме роковите, како што одите и вие со скратени рокови и ветувања, за да имаме што повеќе време за што повеќе прашања. Редоследот е утврден според редоследот на гласачките ливчиња и така почнуваме. Првото прашање е за господин Зоран Илиовски. Господин Илиовски, Битола живее од рек, но рек и го убива животот во Битола, исфрлајќи го аерозагадувањето како најголем проблем во градот. Доколку вие бидате дел од надпреварот на идеи кои што го нудите во вашата програма, како во рок од 6 месеци со расположливиот општински буџет би го решиле овој проблем и зошто битолчани би верувале во вашиот концепт кога кандидатот од вашата партија во претходните 3 мандати не го исполни ветувањето ниту за проектот топлификација рек, ниту гасификација. Повелете со минута и пол за одговор. Ви благодарам за прашањето. Јас ми се чини дека чистиот воздух е тема кој што не засега сите нас битолчани и не треба на таа тема да водиме политика. Како што дишат моите деца воздух во Битола, така дишат и децата ни на другите битолчани. Оваа тема не е за популизам. Оваа тема озбилно треба да се пристапи кон неа и да се решава. Јас би потенцирал дека од кога почна проблемот? Од кога во Битола на еден начин ние како одговорна влада поставивме мерна станица кој што јасно и гласно ќе кажува колкаво е аерозагадувањето во Битола. И од тука сите ние да знаеме во кој правец да се движиме и како да го решиме. Проблемот со аерозагадувањето, моје мислење, а претпоставам дека така и на стручњаците од оваа област, не потекнува само од рек Битола. Потекнува и од грејењето, потекнува од возилата, потекнува од недостаток на паркови, зеленило и така натаму. Че во мојата програма, како градоначалник на општина Битола, имајќи во обзир што имаме ингеренции како локална самоуправа, согласно законот за локална самоуправа и согласно член 50 од тој закон, ќе се потрудам да го зголемам зеленилото во општина Битола, ќе изградиме нов парк во Нова Битола, ќе засадиме 10.000 нови садници и блоковско зеленило, ќе изградиме велосипедски патеки по главните сообраќајници во град Битола, ќе одиме со проект за субвенционирање на купување на велосипеди на нашите граѓани. Вашето време истече, само едно дополнително прашање за кое ви давам 30 секунди. Има и други проекти во вашата програма. Зошто да ви веруваат битолчани кога вашата партија во 3 мандати претходно не ги реализираше ветувањата проект топлификација од рек и гасификација на Битола? Зошто да ви веруваат битолчани? Заради моето искуство, моето знаење, моето професионален ангажман. Гасификацијата е веќе во фаза на реализација, се работи кракот од Неготино до Прилеп, потому до Битола. Топлификацијата исто така во фаза на реализација, реновирани се котлите во рек Битола, обезбедени се пари со заем од КФВ банката, така да има причина за што да ми веруваат. Кандидатите, доколку имаат реплика, ќе може да го искористат тоа по целиот круг прашања. Госпоѓо Петровска, на истата тема остануваме. Загаденоста на Битола ја посочувате како главниот проблем за зголемувањето на канцерогените заболувања, но кога станува збор за решенијата на една од вашите последни средби со една од женските асоциации во Битола, рековте дека причините ќе ги барате заедно со граѓаните. Каков тоа нов живот за Битола за сите нудите, ако причините за еден од клучните проблеми допрва ќе ги барате?
Тоа сум го кажала во некоја форма при некоја средба со моите граѓани. Не можам да се сетам, простете ми, во кој период станувало збор. Пред 3-4 дена средба со Женска асоциација во Битола. Јас не бев на таа средба со Женската асоциација во Битола. Ваша лична, има фотографија на вашиот Facebook профил, но небитно е да го слушнеме вашиот одговор. Значи, основното нешто што сакам да го кажам за оваа проблематика е токму тоа што една локална самоуправа апсолутно треба да биде засегната и да го обработува овој проблем, и тоа не е проблем за политика, за политиканство. Зошто ќе кажам? Затоа што станува збор за здравјето на граѓаните. Факт е дека ние сме во напредна фаза што се однесува до рек Битола и до загадувањето со филтрите кои што ги најави владата. Меѓутоа, не само и со тоа, туку и со отпепелувањето, за кое се завзеде дека како обврска ќе го прави Елем. Прашање е зошто тоа досега не беше направено. Една сериозна локална самоуправа, а тоа не го правеше во изминатиот период ВМРО ДПМН, навремено треба да ги бара средствата, соколосно законските одредби, кои што и се следуваат на општина Битола. Изминатата година тие средства доцнеа, значи стигнаа некаде 34 милиони денари со задоцнување за 2 години, една година, значи наназад. 15 секунди имате до крај, ви давам уште 30 дополнителни во обид да ми одговорите на прашањето. Кој е вашиот концепт? Мојот концепт е изградба на не еден парк, туку на паркови по сите местни заедници, целосно регулирање на еднонасочност на улиците, односно на сообраќајниот режим, оплеменување на јавниот градски превоз, за кој што како битолчани сме сведоци дека имаме проблеми со еколошки возила, и дефинитивно создавање на студија на катастар на загадувачи, кои што можеби ќе ни дадат и некои нови параметри. Факт е дека Битола нема катастар на загадувачи. Оваа локална самоуправа не го направи, а треба да се направи. Ви благодарам. Продолжуваме понатаму. Следното прашање е до господинот Огненовски. Реплики по контрареплики, да го завршиме првиот круг и со тоа да ги представиме и сите кандидати. Господине Огненовски, една од вашите главни пораки е дека партиските кандидати на Битола и донеле само зло и не можат да понудат квалитетни решенија. Што е она поразлично, што вие го нудите генерално, но и за прашањето со кое што ја почнавме дебатата, аерозагадувањето? Сигурно јас си седам на тој став, бидејќи изборуваме 26-7 години независна Битола, независна Македонија, се променеа многу градоначалници, советници, но за жал до ден денес не знаеме, моја публико, кој како загадува. Глупости не виден. За 5 дена може да се дознае кој како загадува. Значи имаме одговорни луѓе кои што работеле многу години во партиите, биле советници, пратеници. Ние уште битолчани не знаеме дали рек загадува или не. Глупости не виде, не лажат. Се гребат само за власт. Сладка му е. Да ги прашате одредени луѓе што се кандидати овде за градоначалници, колку е сладко. Таа може да ги прашате, ја имате и вие, ве молам за конкретен одговор. Добро, јас што би направил за рек Битола, подхитно владата на Република Македонија ја форсирал да го реши проблема. Не само со филтери. Се да се санира она што е оштетено во Битола, да се покрие, да се посади, да се санира. Има компании во светот, ако немаме тука, тоа да го направат, да не повеќе уништува. Второ би ја тужил државата за 26-7 години што не уништува нас, што ни умираат луѓето од ракови и ќе си платат милиони тешки оштета на општината Битола. Не само нашо умираат почвата и така натаму. Трето би барал се разбира понатаму за вработените, бенефициран стаж. Ние зборуваме... Истече вашето време, ке може, веројатно ќе има идентични прашања и во продолжение. Господине Ташков, некако ја отварате битката Скопје против Битола, па велите сите партии нудат кандидати зависни од централата, затоа Скопје се гради, а Битола се уназадува. Но и градењето во Скопје не го реши проблемот со загадувањето, па заедно со Битола останаа на врвот на најзагадени градови. Кој е вашиот концепт? Јас нема да го одречам тоа што го кажав, значи тоа останува во фаза на моје мислење, али овде присутните битолчани, заедно со новинари, знаат дека рек постои 40 години. И сите ние се прашуваме зошто не е решен проблемот со рек.
Проблемот не е решен со рек од едноставни причини, што центрите на политичките партии уопште неќат да вложат малце во општина Битола. И оние кандидати ние што ги спраќаме во централната власт, уопште не сакат тоа прашање да го подигнат. Јас не сум слушнал на дебата на комисиите или па во собранието некој од представниците на битолчани да го подкрени тоа прашање зошто. За локални избори, сите сте тука, може да го представите вашиот концепт и со реплики да ги прашате и за нивните. Поведете за вашиот концепт. Концепт е следниот. Значи, треба да се придржуваме према она што го пишеме како закон. Значи, имплементирањето на емисиите за издувни гасови веќе се во фаза. Да се прашаме зошто не се активирани. Тоа е најбитното прашање. Зошто оние што се институции, што треба да влезат во фаза да сето тоа да го спроведат, зошто не го имплементират? Јас, кога би бил градоначалник, сето тоа со голем притисок према централната власт и со голем притисок према она се што треба да го изработи тој проект, ќе дам се максимум за тоа да се оствари. За целокупното загадување, али не е само рек загадување, не смееме ние гранката што седиме да си ја сечиме. Очигледно интересно прашање, бидејќи ги имаме и првите најави за дебат, за реплики, 45 секунди, контра репликите се 30 секунди, мораме да бидеме ефикасни. Господин Илиевски, кон кого е репликата? Кон колешката Петровска. Повелете. Господио Петровска, мислам дека причините за загадувањето не треба да се бараат во дебата со граѓани, туку причини за загадување треба да се бараат со стручни луѓе кои што си ја знаат работата. Тоа е една работа. Втора работа, предвидуваат еколошки возила во јавниот превоз. Колку пари ќе чинат? Што си те еколошки возила? Кој е буџетот за таа работа? Трета работа, велите средствата од ЕЛЕМ не стигнале на време. Тие средства од ЕЛЕМ што стигаат во општина Битола не може да се искористат за филтри. Тие средства од ЕЛЕМ треба да се искористат за еколошки проекти во општина Битола. Така да не гледам поврзаност на поставувањето или непоставувањето на филтрите со средствата дали стигнале или не стигнале од ЕЛЕМ. Инаку точно е, и јас ми се чини дека е добра идеја, а и тоа исто ги имам предвидено во мојата програма, треба да се зголеми капацитетот на оделението во општина Битола за следење на загадувачите на општинско ниво и на еден начин да се реагира многу побрзо во случај на загадување. Ви благодарам. Се представивте, колега, како човек со искуство и навистина ме зачудувате, бидејќи се кандидирате за градоначалник на една сериозно висока и голема општина, а да не знаете што подразбирате под еколошки, што се подразбира под еколошки автобуси. Тоа се автобуси кои што работат или на електро систем или работат на газ. Меѓутоа, значи, да, и постојат низа фондови програми кои што тоа го овозможуваат, значи низа европски фондови програми кои што тоа го овозможуваат и многу ми е жал што во изминатиот период како локална самоуправа не успеавте тоа да го направите со вашето владеачко мнозинство и многу ми е жал што навистина не ги поддржавте дури ни проектите кои што на централно ниво како пратеник од општина Битола беа, а точно тангираа проблеми од еколошки аспект, колега. Готово е времето за дебата меѓу вас. Имате реплики кон кого? Да, јас имам кон представниците од политичките партии, значи предложени од... Да, имам... Ние сите граѓаните се прашуваме зошто досега представниците на власта, значи од оваа изборна единица, уопште не реагираа на оваа ситуација. Тоа е веќе сите ние граѓаните се прашуваме зошто е тоа така. Значи, ние им ја даваме силата на представниците избрани од граѓаните од петтата изборна единица, а знаеме дека во петтата изборна единица целокупниот живот за загадувањето баш тука се случува. Зошто тие уопште не реагирале досега во овие години да низ инструменти на институциите ова да го дојсат, да го решат тоа прашање? Зошто соди на варијанта... Сакате по ист редослед. Еве, господин Илиевски, па госпоѓа Петровска. Прво да можам да кажам што ние како партија што управувавме државата овие 10-11 години направивме. Че прво поставивме мерни станици во поголем дел од градовите во Република Македонија, за да знаеме колку е загадување. Второ, почнавме проект за гасификација, кој што ќе и има економски ефект и ќе има ефект на загадувањето. Ви кажав дека моментално се градат кракови на гасоводната мрежа спрема Битола. Почнавме проект за топлификација на општина Битола, кој што според планот на реализација веќе од наредната година ќе почне и да се копа главниот топловод од рек Битола. Истече времето. Тоа ние го направиме.
Петровска повеле. Предпоставам дека нас како битолчани не интересира што е направено на ниво на држава за другите градови. Нам, драги битолчани, не интересира што е направено за нашиот град, особено кога се кандидираме за кандидати на градоначалници за Битола. Жал ми е што можеби поради тоа што брзо говорам понекогаш, не бев доволно сватена дека парите за кои ги споменав, тие 34 милиони денари всушност, меѓу другото, треба да обезбедат мерни станици кои што ќе бидат функционални во општина Битола. За жал, ние имавме мерни станици кои што не беа функционални и, за моje длабоко жалење, колега како политички субјект од СДСМ, заедно со коалицијските партнери, од Советот на општина Битола покренавме низа иницијативи. Првата пресконференција државме точно пред Советот на општина Битола. И на улица пред во централното градско подрачје, меѓутоа за жал колегите советници од ВМРО ДПМН тогаш не нарекоа животни дека не постои проблем. Господин Огненовски, имате реплики? Да, сигурно имам реплика, како да немам. Кон кого, бидејќи се кратки, по 45 секунди повеле? Према двата, према Зоран посебно, зборував дека поставивме мерни станици, ама не знаеме од каде загадувањето толку години. Не умираат луѓето, господине. Вие пустош направивте во Македонија, во вашето владење. И за жал и во времето на владење на СДС е направено пустош во Битола. Значи, дај да бидеме реални, ние треба овој град да го пазиме, сме со граѓани сите, да работиме овде. Значи, како не ви е страм да зборуваме, после 27 години не знаеме ни од каде е загадувањето. И не умираат луѓето и се загадува од коли, од автобуси, од не знам кои глупости. Дајде ве молам, освестете се. Значи, немојте... 5 секунди имате да уште го 5 секунди. формулирате. Да, благодарам, уште 5 секунди. Значи, немате ништо направено, ние ќе направиме. Ви благодарам. Одговор барате од двајцата или само Сигурно да оден? ми одговори зошто немат во 26 години, да ми одговори зошто немат. Да, во ретено, дали само господин Илиевски или Петровски? Па се Само разбере, Илиевски. двата можат, а во 11 Повелете години. по 45 секунди за двајца. Господин Огненовски, да се реши проблемот со загадувањето не требаат големи зборови, не требаат големи театарски настапи. Треба да се работи. И ние тоа го правиме. И кажав, први поведовме мерна станица во општина Битола. За да знаеме колку е загадување. Ма не ми Почнавме одговориш на прашањето. проект за гасификација. Одговорено на Почнавме прашањето, проект што за направивте, топлификација. не знаете до ден денес загадувањето. Театарски представи. Вие правите театарски представи. Го лажите, Значи, народно приказни му на тој кажувате. начин може да се реши загадувањето. Се извинувам, Досега ќе не се имате, имате право на 30 секунди одговор, дозволете му на господинот Илиевски да одговори. Тоа е. Тоа е. Петровска, па да им одговорите и на двајцата. доколку Значи, страшно е што после 12 години локална самоуправа на ВМРО ДПМН, ние се уште дискутираме со зборовите почнавме. Гасификација, топлификација, меѓутоа едно е факт. Битолчани после 12 години на владење на ВМРО ДПМН, тоа го немаат. Гасификацијата што јас планирам да ја спроведам, ќе ја видите за кратко време, драги мои битолчани. Вие, Јас само ќе кажам. 10 секунди, бидејќи 26 години овие два проекти, гасификација, топлификација и така натаму. Луѓе, дај да си одеме на нова технологија, на сончева енергија. Како светот што се движи, да не престаниме со загадување. И се поевтини тие проекти, да цела Битола и стопанството го покриеме со сончеви панели. Тоа е еднината. Ви Инаку благодарам, приказните господин Ташков, 30 секунди за одговор. Моето размислување е, јас мислам дека вакви ситуации ни се јавуваат како сега што дебатираме ние за чистиот воздух, само за време на избори ни се јавуваат. А за време се имплементира власта во системот, значи што треба да изработи нешто, за жал тоа не го прави. Тука влегуваме сите ние во еден ќорсокак и ние граѓаните се прашуваат зошто представниците што сме му го довериле мандато, не си ја извршуваат својата работа, значи гледат дека градот Битола се загадува. Треба да се бара соодветно решение. Ви благодарам, вашето време истече. Продолжуваме со понатаму со прашањата од моите колеги и тука правилата малку се менуваат. Сите кандидати ќе имаат по 1 минута време за одговор, доколку бидат прашани. Колегите се слободни да го упатат прашањето кон сите или кон еден од кандидатите, а кандидатите во целиот овој пакет имаат право на вкупно 10 реплики и контрареплики, значи ќе морате и вие, а и јас ќе си бележам добра евиденција, но предпоставувам дека вие ќе негодувате ако сгрешам. Првото прашање доаѓа од мојата колешка Анита Блажевска. Анита, повели. Согласувам дека Рек Битола е една од најжешките теми во Битола, меѓутоа втора поред
Многу е близко? Да. Во интерес на времето. Втора поред тема што ги засега битолчани е криминалот. Криминалот во општината, и ако ги читате написите во вестниците, ќе имате впечаток дека Битола е дувло на криминалци, односно општина Битола. Прашање до сите четворица кандидати. Дали имате волја, дали имате сила, доколку било кој од вас биде градоначалник, да се справи со криминалот во општината? Бидејќи не зборувам за криминал само кај градоначалникот и кај секретарот на општината обвинети и веќе во суд влезени на транспортер 1, туку и за криминал поттикнат покрај од специјалното јавно обвинителство и од основното јавно обвинителство. Ова дотолку повеќе што господинот Илиевски е 8 години власт за време на Владимир Талески. Дали сите вие имате волја да се справите со криминалот? Благодарам. Благодарам. Овој пат почнуваме прв со одговор од госпоѓа Петровска. Апсолутно без двоумење одговорот е да. Затоа што она што е најважно, особено кога работите со парите на граѓаните, е како ги трошите. И отчет дефинитивно треба да давате. Оние кои што се огрешиле во сиот изминат период, видливите и невидливите, затоа што според мене ќе има и невидливи сигурно, но тоа ќе го видиме кога ќе влезам во општина Битола и кога со мојот тим ќе можам да се огледам други околности, дефинитивно оние кои што се огрешиле ќе настојувам да бидат казнети. Затоа што само така можеме да тргнеме напред како држава со примерот дека политиката не значи секогаш гнасно трошење на народните пари, туку значи наменски трошење на народните пари во нивни интерес и никако поинаку. Господин Огневски. Сигурно затоа и се кандидирав. Бидејќи ние не можеме ни економија, ни стопанство, ни спорт, ни култура, ни здравство да развиваме ако си имаме колку си сакаме политички криминалци. Кај нас терминот политички криминалци не се користи, но тој треба да влезе во правото. Затоа што е таа најопасна форма на криминал, потекнува стопански криминал, потикнува мито и корупција. Замислете мене, ако сум градоначалник и одам кај некој стопанственик, му викам 15% на овој тендер, 20%. Значи да, ќе почнеме и ќе го уништиме тој политички криминал. Еднаш за секогаш. Имаме поддршка од граѓаните, имаме поддршка од Македонија, имаме поддршка од светот. Тоа јас ќе го направам. Господине Ташков. Прашањето ви е на место, тоа е исто болно прашање за битолчани. Јас ќе им препорачам на битолчани сега за време на изборите да не гласаат за мене, затоа што нема да можат централите на политичките партии, нивните шефови, заедно со локалните богаташи да ја крадат општината. Благодарам. Господин Илиевски. Благодарам. Прво да подсетам дека овие се избори за градоначалници, не се избори на јавен обвинител, полиција и суд. Јас како градоначалник треба да се грижам и да видам татко на градот, да управувам домаќински со домаќинството на градот. Си има институции кои што треба да ги ценат кој што сгрешил, да спроведат постапка и нормално адекватно на доказите да бидат казнети. Би сакал да напоменам дека цела ова криза произлезе од прислушкувани материјали за кои што имаше судски процес пуч, кој што јавното обвинителство по некој сигра на случај го тргна настрана и не го процесира. Ако сакаме да се рачистуваат работите, треба да почнеме од сопствениот двор. Треба да почнеме од тоа да премиерот, моментален на државата, излези на суд и да си процесира оние судски процеси кои што се за него, како што е пуч, како што е подкуп, и да видиме кај има или кај нема криминал. Јас пак велам, додека не се заврши постапката, секој си има право на презумпција на невиност. Дали има реплики и контрареплики? Истече времето. времето. Цената на транспортот во Битола по ученик и по километар е 3,4 денари. Во Куманово е 6,3, во Струмица е 6,9. Зошто нема процес во Куманово и во Струмица, туку само во Битола? Ке искористите некоја реплика? Не. Јас сакам реплика. Не прзајте дома. Повелете. Знаете, лесно е да се зборува, како што рекој, театрално. Не се работи за театрално, не сум гневен, но ја барам правдата. Живеем 30 години во Америка, гледам европските земји, Данска, Холандија, Германија, како работат политичарите. Ние најголем криминал се случува во политиката.
Значи, независно, пуч, муч, што зборуваме, господино што зборува, да се задржиме ние на Битола. На транспортер и све друго што е. Да се задржиме, да исчистиме све што е криминално. Кога ние политичарите, јас како градоначалник и воопшто кој да е градоначалник, ние сме политичари. Значи, ние ако тоа го правиме, потекнуваме, како што кажав на почетокот, дај ми Уште 2 динарчина за цигла, Готово е дај таму вашето за време, се поча, извинувам, готови сме. фокусирајте се на 45 секунди. Дали друг ќе искористи? Само кажи која да застави. 10 реплики и контрареплики. Јас бележам, ваше право е кога ќе ги искористите, кога сакате. Доколку сакате, мојата реплика. повелете. Ова болно прашање, јас директно ќе го фокусирам. Значи, не е од сега криминало, политичкиот криминал. Постои доста долго. Доста долго. Само кратко ќе видам за да им го Имате уште земам 30 вниманието на публиката. Значи, просто речено народно, најдоа село без кучина, зато вака прат. Благодарам. Колега Илиовски, за одредени теми сакате да кажувате, да говорите од централно ниво, меѓутоа тогаш кога не ви одговара, значи ги дефокусирате на локално ниво и обратно. Значи, моето прашање е до вас. Како човек кој што планира да ја води општината, дали цените дека кога советник во советот на општина Битола ќе побара од финансиски аспект одговор на прашање каде се потрошиле под одредена ставка народните пари, треба да им биде даден одговорот и дали знаете, жално ќе ако не знаете, дека советниците во изминатиот мандат имаат такви барања и во писмена форма, меѓутоа не ги добија. Ако знаете, зошто не сте реагирале, доколку ви значила транспарентноста и тоа како отворено се трошат народните пари, затоа што тоа е многу значајно за една локална самоуправа, бидејќи планирате да работите, ако добиете, со многу голем буџет. Повелете. Благодарам. Значи, нормално е да, ако советник побари информација од општинската администрација, да таа информација ја добие. Јас како градоначалник, биете сигурни дека за тоа и ќе се залагам и тоа ќе спроведам. Транспарентноста е најважната работа во работата со една локална самоуправа. Како градоначалник, можам да ја водам Битола заедно со граѓаните. Сам ништо не можам да направам. Така да нема потреба такво прашање. Нормално дека тоа ќе треба да се добие. Како било досега? Не можам да кажам. Можам да кажам јас како кандидат за градоначалник како ќе работам. Транспарентно и отчетно пред граѓаните. Не знаевте дека не ни се давани информациите до сега? Или знаевте, а не реагиравте? Тоа ме Госпоѓо интересира. Петровска, да не ги мешаме ингеренциите. Јас бев директор на јавно комунално предпријатие 10 години во Битола. Се трудев со моето работење да придонесам за развој на Битола. Можам да кажам дека во моје време се изгради хидроцентрала, во моје време се изгради скада систем, во моје време се намали потребата од сирова вода 30%, во моје време се намали загубата во водоводниот систем од 15%. Тоа со мојата позиција сум го правил. Како пратеник сум се борел со законски решенија да го подобрам животот на сите граѓани. Ви истече времето. Таа е мојата ингеренција. Следното прашање доаѓа од колегата Стево Башуровски, телевизија Тера. Стево, конкретно прашање и кон кого е насочено? Повеле. Поздрав од мене. Конкретно прашање, би сакал да слушнам јас, а и гледачите нели преку оваа дебата. Конкретно, кои се вашиот прв проект што ќе го реализирате, доколку ја добиете довербата од граѓаните на овие избори? Уште поважно, како ќе го реализирате и најважното, до кога? Дали прашањето е до сите, до некој од кандидатите или? Гледачите на Телма, временскиот рок најмногу. Значи, бидејќи е до сите кандидати, а немаме многу време, јас удирам сатарот што се вели понародно на по 45 секунди, бидејќи половина час веќе потрошивме од емисијата. Господин Огненовски, од вас овој круг одговор. Што се однесува до проекти, јас сакам да го работам проект во Пелистер. Значи, тоа е еден огромен проект кој што ќе се работи во фази, за 4 години нема да се заврши. Отпочнуваме со гондола од Цапари до врвот на Пелистер, почнуваме да градиме стаза и таа првата фаза ќе се заврши во првите 4 години. Се разбира со странски инвестиции, со корпорации, домашни и општината Битола ќе влезе со своји инвестиции. Значи, го зацртуваме тој проект, бидејќи Пелистер може да ни донеси како туристичко место, светска планина, вработувања
и еднаш за секојаш да ја користиме таа планина како што треба. Јас не сум заинтересиран за улиците, а сум многу заинтересиран да ви ги направам улиците со злато џабеви. Ако нема работа, благодарам, ако нема... господине Ташков, вашиот одговор. Мојот проект прв ќе биде да искоординирам работата Совет, градоначалник, општинска администрација и граѓаните на општина Битола. Значи, прво, за сите битни проекти да бидат информирани граѓаните и да црпиме информација од граѓаните. Другиот проект што ќе биде битен за општина Бито, значи внесување на асфалтна база, комплетна механизација и се она што е потребно да се изработва во рамките на јавните претпријатија, да ги избегаваме тендерите, зашто тендерите големи штети му прават на општината, значи се празни општинската каса. Господине Илијовски. Че мојата изборна програма се наведени голем број на проекти со јасно прецизирани рокови, Колегата со ве јасно замоли за еден прецизирани, и да бидеме знам што коректни. ме замоли. Со јасно прецизирани рокови, со јасно дефиниран буџет. Така да, по мојата програма јасно и гласно е кажано кога и како ќе спроведам проектите. Меѓутоа, настрана од оваа програма, сметам дека транспарентноста, конекцијата и соработката со граѓаните е прво и основно нешто што треба да се направи. Затоа, на 16-ти ден после победата на локалните избори, јавно и транспарентно ќе биде објавена мојата агенда на посета на сите местни заедници, на сите урбани заедници, на сите селски населби во општина Битола, каде што со граѓаните директно, непосредно ќе разговарам за проблемите и оние проблеми за кои што не треба многу пари, а може многу лесно и ефикасно да се решат. Како пример, осветлување на патот од Млекара до Долно Ризари. Пример што во овој момент ми текнува. Има такви уште многу мали проектчина кои што можат брзо и ефикасно да се решат. Господине Петровски. Значи, не би одела по приоритетност од значајност, туку би одела од тоа со што веднаш би започнала, затоа што, како што ве разбрав, така и ви беше прашањето, би започнала веднаш со регулирање на сообраќајот во централното градско подрачје, кое што е добро и целосно опишано во програмата, затоа што ценам дека од првиот ден можете да стартовате со тоа и затоа што ценам дека е прашање кое што не само што го би го растеретил метежот во градот и нервозата кај граѓаните и трошоците од аспект на трошок на гориво, меѓутоа веднаш примарно би почнал да се решава и проблемот онака колку што можеме да постигнеме со загадувањето. Реплика, повелете. Кон господја Петровска. Господја Петровска, во вашата програма ја имав прилика да ја разгледам. Не гледам ни еден рок, не гледам ни една цена, не гледам ни еден буџет, нити извор за финансирање. Вие сте по професија математичар и претпоставам дека бројките ви лежат. Зошто не сте кажале пред битолчани што, тоест од каде ќе ги набавите парите и како и во кое време ќе реализирате проектите? Мисле, че дека не е коректно битолчани да не знаат што ги очекува. Како човек кој што се пофаливте дека ги знаете прашањата и проблематиките, треба да знаете дека сообраќајна студија веќе постои, дека еднонасочноста на улиците, спроведувањето на еднонасочната на улиците не е финансиски трошок кој што општината не може да го спроведе. Роковите стојат во програмата, програма имам, граѓаните ќе ја видат. Не би навлегувала околу тоа, жал ми е што не сте ги виделе. Меѓутоа, парите, имате 3 колега ниво од каде можете да ги црпите парите, тоа се од буџетот на општина Битола. Ако навремено аплицирате до програмите до владата и ако имате кооперативност со централната власт, а вие ја немавте, јако имавте спрега и на локално и на централно ниво, и конечно до надворешните фондови кои што се широко отворени, особено за проекти од аспект на екологијата. Господин Илијовски, реплика, трета поред користите. Господјо Петровска, убаво би било сепак да ги наведевте парите. Без обзир од како ќе ги набавите. Колку кошта вашиот проект за изградба на спортскиот центар? И второ, и основно прашање. Дали знаете со колкав буџет располага општина Битола за реализација на овие работи? Јас знам со колкав буџет располага општина Битола и знам дека го предимензиониравте од 27 милиони евра тогаш кога доаѓавте на власт, односно кога бевте во предизборие, да кажам, затоа што го препумпавте. Знам дека сите 4 години испод 19 милиони евра ви доаѓаше комплетно реализацијата. Точно ги знам колега тие ставки, не заборавајте дека сум математичар. Значи точно ги знам тие бројки, ама вие сега ме прашувате сакате за спортскиот комплекс или на колегата кој што ми постави прашање, ќе ви кажам. И за спортскиот, да, за спортскиот комплекс околу милион евра е целокупната сума на целокупниот спортски комплекс кој што планирам да го направам и ќе биде направен. Затоа што вие го пишувавте, ама ништо не испадна од цифрите со анекс договорите кои што ги направивте.
Се извинувам, меѓутоа на почетокот ве замолив да се обидете да задржиме една атмосфера која што нема да биде ниту фудбалски надпревар, ниту библиотека, меѓутоа ве молам да бидеме коректни. Четврта реплика. Госпоѓо Петровска, буџетот на општина Битола за реализација на вакви проекти е 10 милиони евра, ако не сте знаеле. И од кои ќе одбиеме платите, јавното осветлување и чистотата, ќе останат 7 милиони 800 евра годишно. Вашите проекти кои што ги имате наведено, по некоја си проста математика, ќе ви требаат само нив да ги реализирате по големите, како што офицерски спортски комплекс, сточен пазар, влезови на градот и стадионот, ќе ви требаат 4 годишен буџет. Да не правиме муавет за современ градски пазар, за енергетска ефикасност, за старски домови, јавен превоз, што сакате да купувате еколошки автобуси. Да си забележите, ви сте математичар сте, треба со бројки да работите. А не само да нафрлате проекти, ова ќе направиме чист воздух ќе донесете во Битола. Како ќе донесете чист воздух? Како што вие не донесовте за жал во изминативе 12 години, чистиот воздух, видете вака, чистиот воздух не се носи преку ноќ. Значи чистиот воздух не се, имам право на контрреплика. Да, јас ви бележам и двајцата веќе имате искористено по 4, затоа и вие практично доцните со таа топлификација и гасификација, која што Струмица ја спомнувате во некој лош пример, меѓутоа ја има и прави заштеда и во од еколошки аспект, меѓутоа и до 85% од финансиски аспект. И она што ми е жал, затоа струмичани па толку долго и побаво живеат и побаво изгледа градот од она како ние го унакажавме. Но она што е многу, значи, поубава ја направија во развојот. Немојте да ми ги вадите зборовите надвор од контекст, господин Илиовски. Меѓутоа, вие, она во што назадувавте е аплицирањето на времено до фондовите. Факт е дека во Република Македонија останаа неискористени пари, вклучително и во Битола. Однадвор кој што можехме да ги земеме. Следното прашање доаѓа од повелете. Што сме ние? Повелете, не забележав дека имате високи сме, барење за контрареплика. Да. Видите, сакам да се обратам до господино Илиевски. Зборува за светла, првиот замислете светла ќе поставува Битола. Луѓе, нова Битола му треба работа. Не избега децата, не ги протераа, ги избркаа. Штета во 26-7 години не се најде некој да направи добро за Битола во права смисла на збор. Некој проектче, господино, не знам дали господин да го викам, Владимир, нашиот градоначалник, кружни текови прај, уште два му фали Олимпијадата знако да го направи. Време, благодарам. Ето тоа е. Господин Тачков, имате нешто или? Имаме, да. Повелете. Пошто финансиската конструкција за овие проекти е доста ни е позната, значи сега слушнавме за кои цифри се работи. Значи тие проекти се влечкат туна за доста време, сите ги знаеме, граѓаните ги знаат, зошто не е направено. Прашањето е зошто, значи кога се знае колку пари се во прашање од буџетот на општина Битола, зошто не е подкренато нешто во смисла да се изработи барем еден од тие проекти? Ви благодарам во интерес на времето, а бидејќи дебатата станува се поинтересна, одиме со оној дел од прашања кои што се произлегуваат од политичките партии, а се наменети кон против кандидатите. Бидејќи први со одговор почнаа ВМРО ДПМН, први со прашањето ка представник на СДСМ ве молам. Повелете, прашањето, како што знаете, според правилата, треба да биде насочено кон еден од против кандидатите. Ве молам микрофонот, колешке, до... Прашањето ќе биде насочено кон кандидатот Зоран Илиовски. Повелете. Па вака, во неговиот 8 годишен мандат како директор на Водовод, ќе биде веќе натаму квалификуван како човек кој што учествува во владата, односно локалната самоуправа. За прашање. Ќе биде запознаен во тие години по покачувањето на над 100% на водата. Исто така и добри се ветувањата кај гасификација, топлификација, меѓутоа... Ве молам за прашање, бидејќи ни остануваат уште 20 минути од оваа кампањи наведени до сега. Дали тие некојаш ќе се реализират? Повелете се. Што да регистрирате? Како гасификација, топлификација, прочистителна станица. Повелете, 45 Прочистителната станица е во фаза на реализација, кошта 27 милиони евра, преку ИПА фондови, 7 милиони од владата, 20 милиони од ИПА фондовите, почнува со реализација
наредната година, крајот на 2018 до 2021 ќе се реализира. Втора работа. Гасификација ви кажав, веќе се гради прстени, да речем, овај цевководи низ Битола, од Неготино спрема Битола е во фаза на изработка. Топлификација, исто така ви кажав, напролет треба да се почне да се реализира. Тоа се проекти кои што ние во времето на нашето управување со државата ги почнавме и ги обезбедивме парите. За моето директорување во водот, пак ќе ви кажам, ќе останам запаметен по тоа што изградив хидроцентрала, кој што носи дополнителен приход, што ги намалив загубите на сирова вода за 30%, загубите на вода во системот од 15%, по тоа ќе останам. Ви благодарам. Прашање од поддржувачите на господинот Илиовски. Ве молам првиот представник на ВМРО ДПМН со прашање. Кон кого е насочено прашањето? Ве молам микрофонот. Кон професорката, тоест микрофонот. Кон професорката, тоест поранешна професорка, председателва ако добие на овие избори. Господја Петровска, рековте дека секој што ќе се огреши ќе биде казнет или ќе биде фатен. Ме интересира кое е вашето мислење во врска со политичката одлука со Монструм. Како ние младите да се чувствуваме безбедни? Да, за Битола. Се извинувам без Битола е безбедноста, мислам исто така важно. Како ние младите да се чувствуваме безбедни кога една ваква политичка одлука и едно вакво грозоморно убиство се случува да помине неказнето. И дали мислите дека треба да го дадете вашиот став во врска со тоа, со тие двојни аршини кои што ги прави господинот Заев, а исто така и на некој начин и вие да се оградите од тоа? Прашањето прво мислам дека се однесува за владење на централно ниво и не на локално, меѓутоа сепак ќе ви одговорам. Она што се случуваше со судовите во Република Македонија, значи сведоци сме како течеше и какви инсталации имавме во судовите. Тоа е процес кој што треба сериозно да се одврзи и за тоа треба да решат сериозно високи инстанции. Мојот личен став, доколку прашувате, кога се однесува од правен аспект заштитата и безбедноста на граѓаните, секој оној кој што се огрешил и во таа форма и во таква насока, согласно нормални судови кои се во Република Македонија се уште ги немаме, треба да ги сноси последиците. Ви благодарам. Господин Ташков нема свој поддржувач овдека, но има господинот Огненовски и го молам првото прашање од представниците, поддржувачите на господинот Огненовски. Кон кого е насочено прашањето? Кон политичките партии. Значи кон трајцата. Да, може и ВМРО да помане. Прашањето ми беше, до сега слушнавме доста за закладувањето во Битола и за други проблеми што ја тишта Битола. Конкретни прашања, на истек сме од времето, имаме уште многу. Конкретно прашањето се однесува за сиромаштијата во Битола. И ме интересира, дали ќе продолжите во економските зони во Битола да субвенционирате странски инвеститори и понатаму, пошто веќе имаме, и дали ќе им дозволите да им даваат толку ниски плати на граѓаните на Битола, или барем ќе ги условите да не бидат пониски од 300 евра. Затоа што толку е барем Господја Петровска, па господин Значи, најпрво што сакам да кажам е дека воопшто не сакам да ги делам инвеститорите по големина во делот на големи гиганти, мали и средни предпријатија. Она што ми смета во општина Битола е што во индустријската зона Жабени имаме привилегии во делот на комунални давачки, меѓутоа има локации во градот кои што урбанистички можат да се вклопат, од еколошки аспект не сметаат воопшто, не сметаат значи ниту од урбанистички аспект, меѓутоа таквите привилегии треба да ги имаат и тие инвеститори. Ако ви отворите една таква фер играјде да кажам кон инвеститорите, дефинитивно ќе добиете шанса за повеќе инвестиции, за повеќе вработувања. Што се однесува до таа отвореност, секогаш сум нагласувала дека многу ми е важна, а и како политичка партија, тоа го кажавме со изгласувањето на најниската плата која за жал беше кочена во изминатиот период, значи ќе ми значи третманот на работниците и постојат механизми со кои тоа би се третирало. Господин Илиовски, се извинувам без дебат, без понатамошна дебата немаме време. Третманот на вработените, меѓутоа и максималниот влог на што повисока плата. Меѓутоа тоа е нешто што зависи од целокупната економија во државата. Сепак да признаеме, платата беше крената. Господин Илиовски. Благодарам.
Ние како партија во овој изминат период и како локална самоуправа вложивме во индустријската зона Жабени не околу 5 милиони евра и со помош на тие вложувања и од централната власт се створија услови и во индустријска зона Жабени сега има фабрика која што вработува над 4.500 наши сограѓани. И ние во оваа програма, јас во оваа програма предвидов на тамошни вложувања во инфраструктурата за да се поттикни економскиот развој, отварање на нови фабрики и вработување на млади луѓе во Битолчани. Ниските плати. Кога сме веќе ниските плати, да опрашате премиерот моментално на државата колку плата тој му дава неговите фирми и дали ги исполнува цензусот за минимална плата. Ви благодарам. Следното прашање доаѓа од невладиниот сектор. Лак Пелагонија и Граѓанска асоциација Битола го поставува Ѓорги Јошевски. Ве молам прецизно прашање и кон кого од кандидатите. Прашање. 5-та година во Битола немаме полигон за полагање возачки испит. Дали како кандидати за градоначалници ќе го решите ова прашање, бидејќи сите околни градови и помалите градови имат, и зошто до сега како актуелна власт која што сте се уште не сте го решиле тој проблем? Повелете по 15 секунди, бидејќи мораме да Ќе го решам тој проблем, веќе во изработка проектот е завршен, деталниот урбанистички план е завршен, треба само пренамена од земјоделско градежно земјиште. Гарантирам дека во првата година од мојот мандат тоа ќе се случи и полигон ќе има. Господин Петровски. Со добра волја на локалната самоуправа и централната власт, која што беше едногласна до парламентарните претходни избори, тоа можеше да се реши. Како советник уште сум се залагала со низа ставки, пренасочување на ставки за тоа прашање да се реши. Жално е што досега не е решено. Битолчани мора да имаат полигон во Битола. Ви благодарам. Повелете. Зборуваме за полигон за коли, како да се научи да се вози. Смешна се на работа. Знај зашто е смешна? Ние треба зборуваме за други работи. Полигон немам. Значи, како може да му веруваме на луѓето кои што владееле толку време со Битола дека полигонче ќе ни изградат, па уште и на земјоделска површина. Јас ќе изградам, па јас кај што може да се садат компири домати. Истече вашето време, господин Ташков. Вие, господине, прашавте зошто? Затоа што интересите не се во прашање. Меѓу локалните богаташи не најдоа заеднички јазик за да си најдат соодветна локација, да си ги вадат своите бизниси онака како што сакаат тие. Изгледа има нешто спорно со централната власт и затоа остана вака нерешеното прашање. Ви истече времето. Следното прашање, Организација на жени, госпоѓа Светлана Петковска. Кратко прашање, до кого е насочено? Повелете. Ве молам, говорете во микрофон. Како мислат да го решат горливиот проблем со старите лица во Битола, кои што ги има 20.000 на број од пензионери, на кои им треба сместување или на кои им треба помош и нега во домашни услови, и како во сето тоа најбитно мислат да не вклучат и нас, организациите, здруженијата на граѓани кои го работиме веќе тоа. Кратки одговори, госпоѓа Петровска па Илијас. Значи, факт е дека општина Битола долго и години наназад се насочува всушност со листа на чекање за сместување на стари лица и дека тоа е нешто што потхитно мора да го решаваме. Капацитетите на сместувачките капацитети за стари лица мора да бидат обезбедени, но тоа не е единственото нешто што треба да го направи една локална самоуправа. Ви благодарам. Следното прашање, суд за Кич, Владимир... Се извинувам за обајцата беше прашање. Во мојата програма предвиден е проект формирање на оддел за давање помош во домашни услови за изнемоштени стари и инвалидизирани лица. Така да преку тој проект во вредност од 4.200.000 денари ќе се оформи служба која што ќе им помага на старите лица во домашни услови, бидејќи свесни сме дека сите не можат да бидат згрижени во старските дома. Остатокот ќе го прочитаат во програмата. Шунт за Кич, господин Владимир Котевски со следното прашање. Дали е присутен? Ги имаме пријавено, но не се тука. Ромасос Рамус Рустемов, следно прашање ве молам. Повелете кон кого е насочено и кратко прашање. Прашањето е до представниците на заградоначалници, господја Наташа и господин Илиовски. Повелете со прашањето. Во Битола живеат 5.000 роми, 95% невработени, живеат на работна сиромаштијата, екзистират од социјална парична помош, збирање на пластични шишиња, старо железо. Ве молам со прашање, немаме време за цела емисија да го објаснуваме прашање. Сакам, добро, во ред е. Прашање,
кои се вашите планови за зголемување на бројот на вработени роми со оглед на тоа дека во вашите кандидациони листи немаше представници од ромската заедница и ние сите сме со мислење дека немате желба да ги вклучите ромите во процесите на одлучување и на интеграција на ромите. Ви благодарам. Се надеваме дека... Ви благодарам. Вашата граѓанска платформа на граѓанската организација ќе ја посочувате на друго место. Имавте конкретно прашање или оскипа госпоѓа Петровска. Животот на нашите сограѓани роми стварно е тежок во населбата кај што живеат и како градоначалник ќе се трудам условите да ги подобрам. Ќе оформи веројатно канцеларија кој што ќе се грижи само за проблемите на таа целна група и исто така преку нашите инвестиции во индустријската зона Жабење, во стварање на услови за отварање на нови капацитети за вработување, ќе се трудиме да на тој начин му се помогне на сите граѓани на општина Битола, а нормално и на ромската заедница. Локалната самоуправа не е надлежна за жал за ви истече времето. Одиме се враќаме кај новинарите Жанета Здравковска. Мене не ми дадовте шанса за да одговорам на Значи, јас нема да отворам канцеларија, мојата општина ќе биде отворена за сите мои сограѓани. Жалам што она што го имам гледано години наназад, поготово во делот каде што живее ромската заедница, условите се очајни. Прво што треба да се направи да се обезбедат многу поинакви услови за живот, а дефинитивно граѓаните не ги делам воопшто ни по национална, ни по верска, ни по етничка припадност и тоа ќе го докажам во мојот мандат. Одиме со следното прашање од колешката Жанета Здравковска. Кон кого е насочено? Одиме на пауза за реклами. До господинот Илиовски. За минатите избори Талевски ветуваше аеродром во Битола, а сега немаме ни железничка пруга кон Грција. Како пратеник, дали имате информации каде отидоа парите за железничката пруга и ова како проект не го гледам во вашата изборна програма, тоа е голем залог за вас или пак нереални ветувања на сопартиците на претходните избори? Повелете се. Проектот за железничка пруга се извршува со европски пари, со европски фондови и со европски тендери. Пропадна бидејќи изведувачот не се држеше до пропишаните договори кои што ги беше подпишано, распишан е нов тендер за нов изведувач, колку што знам јас се одреден изведувачот и ќе продолжи со реализација во натамошниот период. Ви благодарам. Одиме со кратка пауза за реклами и се враќаме во продолжение со останатиот дел од прашањата. Ке мораме, бидејќи јас претходно направив и мал пропуст кон госпоѓа Петровска, ке мораме добро да ги пресметаме сите реплики и контрареплики, а и времето и да видиме уште колку ќе дебатираме. Останете со нас. Добре дојдовте назад, се враќаме на дебатата во Битола. Прва во топ тема на ваша страна, прва таунхол дебата на која се присутни сите номинирани кандидати. Продолжуваме со прашањата. Емилија Мисирлиевска, дописник на телевизија Телма. Емилија, повелете со вашето прашање. Прашањето е за кандидатот Наташа Петровска. Значи, го споменавте регулацијата на сообраќајниот хаос во Битола. Оно што ме интересира, околу зонското паркирање и револтот на битолчани. Значи, беа најавувани катни гаражи, беа најавувани и подземни гаражи, ништо од тоа не е реализирано. Во моментот со зонското паркирање стопанисува приватен концесионер. Дали е ова добро решение или дали размислувате за јавно предпријатие за зонско паркирање? Благодарам, Емилија. Значи, хаосот кој што го имаме во централното градско подрачје, вклучително и начинот како оди паркирањето, покажа дека не е решен како проблем. Жалам што немавме дослух во изминатиот период кога предлагавме паркирањето да биде организирано во рамките на едно од јавните предпријатија или да се формира јавно предпријатие кое што ќе го организира. Од овој аспект може да го согледате и мојот програмски концепт како би требало тоа да се случува. За жал беа ветувани чуда, катни гаражи, беа ветувани подземни гаражи, меѓутоа не беа реализирани. Меѓутоа тоа покажа само дека не се имало дослух и не се имало слика во контактот и корелацијата со граѓаните дали тие тоа го сакаат и каде го сакаат. Благодарам. Методи Акуновски, ТВ Орбис, повелете со вашето прашање. Прашање за двајцата кандидати од политичките партии, го споменавте Копанки, може би накратко, а во програмите го имате.
Веројатно знаете колку е комплицирана работата таму со урбанистичката документација, дали, кога и во кој рок планинарскиот дом ќе биде изграден. Изгорен е веќе 3-4 години и свесни сме сите колку пати слушнавме дека ќе биде направен. Повелете. Планинарскиот дом Копанки, колку за информација, е приватна собственост. Општина Битола во изминат период спроведе постапка за легализација на дивоградбата. При тоа ја ослободи планинарското друштво Пелистер од плаќање на доместоци при таа легализација. Нашата влада го задолжи Елем да изготви проект, тоа е направено и во овој момент само се чека да даде налог владата на Елем тоа да се спроведи и да се изгради планинарскиот дом Копанки. Таа е состојбата со планинарскиот дом Копанки. Оно што ни сметаше во изминатиот период и динамиката со која се одвива тоа, морам да кажам дека гласавме за секогаш кога стануваше збор за поддршка на проектите за Копанки. Година дена е дури премногу за да се направи планинарскиот дом Копанки. До сега Битола требаше да го има. Ви благодарам. Следното прашање Имка Битола, Виктор Илиев. Повелете. Добро вечер на сите. Прашањето се однесува кон сите кандидати за градоначалници. Една од формите на практикување на власта е граѓанското учество. До сега граѓанските организации, граѓански иницијативи, сведоци сме дека беа третирани како декор. Прашање до сите, на кој начин планирате да го поттикнете граѓанското учество во донесување одлуки за прашање што ги засегаат? Значи, дали преку форми или на кој начин капацитетите на граѓанските организации и граѓани да се зајакни? Одговорот овој круг го почуваме по 15 секунди од господин Ташков. Повелете. Моje размислување дека стварно е така, како што кажавте вие, дека сте изоставени, дека сте маргализирани во оваа ситуација. Јас како иден градоначалник, кога граѓаните би ми го дале мандато, ќе настојувам, значи граѓаните и сите ваши организации да бидат многу близко до општината Битола. Господин Илиевски. Значи, во мојата програма имам предвидено, и тој ќе го зголемам, квартално, 4 пати годишно ден на идеи. Исто така формирање совет на урбани заедници, кој што ќе разговара за проблемите на граѓаните. Предвидов исто така приносење на буџетот преку интернет, да може да се пријават граѓани со идеи кои што ќе бидат вметнати во наредниот буџет за наредната година. Со еден збор, со директна комуникација со сите граѓански здруженија во општина Битола. Петровска? Отворена комуникација, еден работен ден со одредена сатница, значи за граѓаните до градоначалникот, меѓутоа отворена комуникација со советот, каде што граѓаните и здруженијата можат да учествуваат во комисиските расправи, а дефинитивно можеме да размислуваме и веќе размислуваме за проширување на, како што имаме совет на потрошувачи, да се направи совет на угостители, совет на... Ви истече времето, но затоа повторно се враќаме кај оној дел кој што предпоставувам. Може ли јас да се кажа? Најомилен, Огниновски, Да, само кратко ќе кажам, немој да се надевате дека од политичките партии ќе ве уклучат. Тоа е приказни за мали деца. Јас планирам во првите 30 дена да ги уклучам, значи, од сите граѓански здруженија да бидат дел од мене во донесување на идеи, одлуки. Јас нема да се плашам од советниците дека се 31, ние граѓаните ќе ги натераме да гласат како ние сакаме. Ви благодарам, се извинувам што повторно не ми оди и овој круг со математиката. Се враќаме повторно кај партиските представници. Прашање од представниците на ВМРО ДПМН овој пат. Ве молам, второто прашање од ВМРО ДПМН. До кого е насочено и кратко прашање? Прашањето е насочено до господјата Наташа Петровска и би сакала, пошто јас доаѓам од урбаните заедници, како председател на урбана заедница, ме интересира како ќе ги координират урбаните заедници, на кој начин ќе им помогнете на граѓаните од тие урбани заедници, бидејќи сметам дека... Ве молам за конкретно прашање, немаме многу време и од каде сте? Да, значи на кој начин ќе им помогнете на граѓаните во урбаните заедници за да се го подобрат животот во местата каде што живеат? Значи, во мојата програма стои дека местните заедници ќе бидат оплеменети, затоа што ние сме сведоци дека има местни заедници кои што се руинирани и не се направени, меѓутоа ќе бидат оплеменети и сите простори кои што овозможуваат да се направат мали парчиња. На тој начин
не би се сместувало се во централното градско подрачје, се да се сведува на паркот кој што го имаме голем во Битола, туку да се направат капчиња на секаде во градот, како сите во својата урбана заедница би се гледале во еден попријатен и благопријатен Се извинувам, ви благодарам, време за дебата понатаму. Го молам представникот на ВМРО ДПМН со второто прашање, бидејќи госпоѓата беше представник на урбаните заедници, значи повторно граѓански представник. Дали ВМРО ДПМН има втор представник? И второ прашање? Дали СДСМ има втор представник? Повелете со вашето прашање. Јас сум Драган Микаровски од Битола, од младинската организација на СДСМ. Имам да поставам неколку прашања за господинот Имате право Илијовски. на едно прашање до еден кандидат Знаете со како оглед на господин, ние времето. од нашиот живот млади луѓе сме изгубивме 10 години, па претпоставам дека телевизија Телми има време една минута да ме удостои со две прашања или три. Едно прашање, ќе ве поканиме на поголема дебата Господин во друго Илијовски, време. јас сум дипломиран уметник и бе сакал да ве прашам за офицерскиот дом во Битола. Вие ветувате во вашата програма €1.000.000 за реставрација на тој објект, а сакавте да го продадете за смешни пари од €900.000. Тоа е првото прашање, зашто тоа е така и како да веруваме. Второто прашање е за младите, зашто гледам многу млади луѓе тука. Значи, остануваме на едно прашање. Зошто дозволивте господин Илијовски со 9,5 просек млади луѓе да заменуваат по екзистенција во странство, додека вие вработувавте партиски кадри недипломирани? И зошто господин Илијовски не ги удостоевте вашите колеги на МТВ да излезете? Ве молам за прашање, а не за политички Три митинг. Три прашања. Зошто господин Илијовски не излеговте и како ние младите да ви веруваме? Господинот Илијовски е тука на митинг, да се извинувам на тоа се дебата, прашање, конкретно прашање. ве молам конкретно прашање, имавте две, ова е веќе трето, да бидеме коректни. Кога не ги удостоевте вашите против кандидати со аргументи и контрааргументи, а вие барате да веруваме на ветување. Благодарам. Повелете 30 секунди, бидејќи имаше не две, туку 4 Кога прашања. имате во митинг, слободно поканете ме, ќе дојдам, ќе ви одговорам на сите прашања. Да почнем поред. Уметник сте. Прашајте ја вашата кандидатка за градоначалник зошто во програмата нема единствен збор за културата во Битола. Прашајте. Второ, офицерски дом. Предвидено во програмата €1.000.000 локални пари, €1.000.000 кои што беа предвидени во централната власт, вашите пратеници пред 2 месеци изгласаа ребаланс на буџет и ги тргнаа тие €1.000.000 од буџетот на Република Македонија. Да беа останати, да завршеше тендеро, ќе можеше одма да почне реконструкција на дома. И третото прашање што ми го поставивте за младите, ние се грижиме за младите преку отварање на нови работни места, преку отварање на услови за вработување, конкретно Жабени со 4.500 нови вработени наши сограѓани. Ве молам да се сослушаме. Петровска контрареплика. Ве молам да бидеме коректни и да се сослушаме. Значи, Петровска повторно ми е жал, контрареплика. колега, што велите сте ја прочитале, ама не сте ја прочитале добро програмата. Таму стои јасно и гласно. Реставрација на офицерски дом во мултифункционален културен центар. Ако тоа не ви значи нешто и ако не е поврзано со културата, не знам што да ви кажам повеќе. И уште нешто. Деновиве бевме сведоци дека беше ослободена канцеларија точно за фестивалот на Маки трајно, значи да се користи цела година, што немавте доблес да го направите во изминатиот период. За жал. А контрареплика, повеле. Каде е, браќа Манаки, вашата програма? Кај е интерфес во вашата програма? Кај е културни настани во вашата програма? Офицерски огледам аз, не велам не. Ви има и кај мене. Меѓутоа оти скративте €1.000.000 од буџетот со ребалансот. Вашите пратеници гласаа против тоа. Тоа треба да го одговорите. Контра може? Имам право на контра? и тоа е последно. Значи, каде се тие настани? Интерфес ќе се го чуете во најакустичната сала, офицерскиот дом во Битола, колега. И тоа ќе биде и последната контрареплика, бидејќи тука завршуваме. Повелете. Ни требаат, колешка, мислам, трка за кандидат за градоначалник. Ни требаат конкретни бројки, конкретни проекти. Празни зборови, ветувања не му помагаат на битолчани. А контрареплика, господјот Петровска, и одиме со завршни зборови.
Контрареплика. Ако Еден, сакате. 1 милион евра не стига, драги битолчани, за санација на офицерскиот дом Битола. Искративте милион буџетот за тоа. Туку е помеѓу 1 и 2 милиони евра. 2 милиони евра. Колку е оштетено и како треба да биде санирано сето тоа таму, вклучително и од лустерот кој што не го заштитивте, допрва некој друг. Заводот за музеи ќе опрашам. Ви благодарам. Очигледно голем е интересот, има и големи прашања од граѓани, меѓутоа ние сме врзани со термини. Последните 30 секунди кругот го почуваме од господин Ташков. Ме молам, обратете се на вашите сограѓани, зошто сметате дека вие би биле вистински иден градоначалник на Битола? Сакам да се обратам до граѓаните на Битола, само да им кажам да не заборават 35 фабрики затворени во Битола. Штедилницата ТАТ, да не ја заборават. Да не заборават изгорени кујки, изгорени возила, изгорени дуќани, да не заборават и многу други работи, направени штети на име на овој град. Сега нека размислат пред да стигнат да го заокружат своето ливче, пред да заокружат, да размислат за кој ќе го дадат својот глас. Ви благодарам. Господин Огненовски. Секој глас, се извинувам, морам да се напим. Губите секунди. Нема проблем, и една секунда нека остане. Секој глас даен за мене е глас за доброто на вашите деца, вашите фамилии, на нашата Битола. За жал, секој глас што го давате за политичките партии, пратеници, советници, градоначалници е глас за понатамошно уништување на Битола, на нашите фамилии и деца. Па ве држам одговорни каде ќе го даете гласот. Ви благодарам. Госпожо Петровска. Драги битолчани, мојата општина ќе биде отворена и услужна за сите. Затоа ќе се вратам на почетокот. Ако сум контактирала со било кој, како целна група во изминатиот период, не сум контактирала затоа што немам зацртано проекти и планови, туку затоа што програмата е секогаш жива и отворена за сите вас. Ви благодарам. Господин Илиевски, поведете. Би сакал да им порачам на битолчани дека градоначалничката функција бара стабилност, знаење и работа. И тоа работа веднаш. И дека довербата на гласачите не го ветувај она што не можеш да го исполниш, туку исполни го она што ќе го ветиш. Тоа е моето мото и со тоа мото јас излегувам пред граѓаните на општина Битола и го барам довербата. Ви благодарам на сите кој ќе се радува на 15 октомври, ќе кажат битолчани, јас ви посакувам мирна, успешна, фер и демократска изборна кампања во деновите што остануваат и ви благодарам што се одваживте да присуствувате сите номинирани вечерва на оваа таунхол дебата на телевизија Телма. Вам почитувани во публиката ви благодарам за присуството. Се извинувам што немавте можност сите да одговорите, да поставите прашање, но ќе ви дадам едно ветување. Топ тема на ваша страна и ќе се врати во Битола со новоизбраниот градоначалник, па тогаш ќе имате време да поставите сите прашања. Тоа беше се, почитувани, ви благодарам, останете и понатаму со програмите на Телма. Утре со вас се кандидатите од Охрид. Ви благодарам.